Здраво на сите, јас сум Джейлан Велију. Денес во Гласни идеи ќе разговараме за еден од најбитните столбови во едно општество, односно здравството. Посебна тема на оваа емисија ќе биде и здравството во пандемиска криза. Денес ќе разговарам со другарот Никола Шиндре. Здраво, Шиндре, ти благодарам што повторно си дел од Гласни идеи. Здраво, драга Джејан, и ти благодарам што повторно ме викнавте да бидам гостин. Навистина ми е задоволство. Исто и нас. Па добро, во оваа пандемиска криза или ситуација, како да ја наречам, досега слушнавме многу изјави од страна на универзитетски професори, здравствени работници, експерти на таа специјалисти и натаму. Добивме некоја целосна слика, можем да кажем, за пандемијата поврзана со COVID-19, но сметаме дека нашите гледачи ги интересира и другата страна, односно како обичниот граѓанин во улога на пациент се снаоѓа во оваа ситуација и која е неговата слика или перцепција за оваа ситуација. Па, Шиндре, повели, кажи ни нешто во врска со ова, како ти како граѓанин, пациент се снаоѓаш во оваа ситуација или која е твојата перцепција? Значи, на почеток би сакал да појаснам за сите гледачи и слушатели на оваа емисија, дека кога ќе разговарам понатаму во оваа емисија, јас ќе се водам од максимата дека на лекар се оди заради здравје, а не поради болест. Уште од Аристотел навака, целта на лекарската дејност е здравјето. Не е целта на лекарската дејност да успее да те излечи само од една болест или да успее да ти го продолжи животот. Целта на лекарската дејност, според мене, а и според многумина други, треба да биде здравјето на човекот, односно животот да биде здрав, да биде комплетен, да биде целосен, да може човекот дел од работите кои што се замислени и потребни на човечката суштина да ги извршува сам. Тоа е здравје. И затоа треба да се оди за здравје на лекар, а не поради болест. Целта на одењето на лекар, односно посетата на лекарската амбуланта, исто така е собирање на знаење. Значи, лекарот колку и да знае за пациентот, колку и да сака да му помогне, нема да може да успее да му помогне дотолку на пациентот да се чувствува здраво, односно да биде здрав, доколку пациентот одбива, односно не ги слуша препораките на лекарот. Од друга страна пак, кога лекарот пропишува препораки, истиот треба да знае дали има материјални услови да се овозможат, односно да се оствари шансата за имплементирање на тие препораки. Дополнително, она што треба да го знаат пациентите е дека битката со болеста е последна. Оној кој стигнува на лекар, кога е диагностицирана болеста во напредна фаза, кога не можат лекарите веќе да помогнат онака како што пациентот се надевал, завршена е целата приказна. Здравите луѓе треба да се борат за да не се разболат. Болните веќе мораат да се борат само со болеста, а не можат да се борат и со систем. Во ваково болно општество, во ваков болен и расипан систем, не може човек да биде здрав. Точно. Убаво кажам. Добро, Шиндре, кажи ми што ти сметаш како пациент дека треба да се направи за да се подобри здравствениот систем, односно во која насока треба да се развива овој здравствен систем, кој што според мене лично е под задоволителното ниво. Како пациент знам дека нашиот здравствен систем е мртов. Ние треба да се помириме со оваа информација дека нашиот здравствен систем е мртов, за да можеме да создадеме нов. Ако ние мислиме дека ова е здравствен систем и дека вака треба да изгледа здравствен систем, тогаш ние паѓаме во заблудата никогаш да немаме нов здравствен систем кој ќе одговара на повеќето луѓе, односно кој ќе одговара на поединецот да може да се излечи од некоја здравствена состојба или болест. Треба да бараме бесплатно и достапно здравство за секој еден граѓанин. Ние мора да застанеме против приватизацијата на здравството. Значи, здравствените служби, службите за итна медицинска помош, болниците, клиниките, заводите, диспанзерите, сето тоа мора да биде јавно добро.
невозможно е да бидеме здрави ако услугите што ги добиваме треба да ги плаќаме. Дополнително, работниците и граѓаните треба да научат како да ги постават барањата, односно која им е идејата позади здравствениот систем. Борбата со болеста, како што и кажав, е секогаш изгубена во еден ваков систем. Секој еден од нас има просено за здравствени услуги. Па човечки ли е човек да бара пари за лекување, медицинска интервенција или нега? Постојано некој бара пари затоа што не може основните потреби на човечкото достоинство да ги заштити. Здравието. Ете, не може луѓето да платат за здравје. Дополнително, целото планирање на здравствениот буџет кај еден поединец или семејство се одвива со она с краја да не сме ние тие кои што ќе се разболат. Меѓутоа, луѓето треба да знаат дека правилото, превентивната дејност на медицината тука е изгубена. Ние никој не можеме да спасиме ако тој истиот доцна стигнува на лекар. Затоа треба да се оди на лекар заради здравје, а не поради болест. Превентивната дејност треба да ги опфаќа на и младите, студентите, жените, кожно-венеричните инфекции, дишните заболувања. Гледаме дека и овој вирус носи респираторни заболувања, аерозагадувањето. Ништо не превзема државата во врска со тоа. Дополнително треба да превентивно да се грижи за диабетичарите, за работниците, пред се за оние кои што работат додека има пандемија, старите. Се е изгубено. Сите служби за солидна здравствена превентивна дејност ги изгубивме неповратно и моментално може да се тврди дека државата не се грижи тековно за нашето здравје онака како што би требало да се грижи. Добро, дали може би тоа е поради немање на доволно здравствени работници? Бидејќи ти до сега си укажувал повеќе пати на потребата од измислување на нови работни места во здравствениот систем, но според сознанијата кои што ги добиваме и постојните работни места не се пополнети. Сега што треба тука да се направи? Значи, во македонското здравство има најверојатно повеќе од 2000 регистрирани здравствени установи, приватни, јавни, вакви, такви. А двојно помалку лекари од она што ни е потребно. Тоа не смее да остане недопрена тема дури од здравствените власти кои што моментално кажуваат дека се е во ред. Во социјализмот се изградија 30 на општи болници, а во 30 години независност еден шатор кренавме со подарени кебиња. Толку. Мизеријата е тука, треба да се гледа. Прво, треба да се регулира работничкиот статус на стажантите, специјализантите, младите лекари кои што немаат добиено решение за неопределено работно време. Срамота е лекар во една држава да не се стекне веднаш со решение на неограничено работно време. Матичните лекари час поскоро треба да станат дел од јавното здравство. Побогу, како може на 1000 и колку матични лекари има во оваа држава, пак помалку од европскиот просек, да се регистрирани секој како амбуланта. Не може еден лекар да треба да биде и директор, и сметководител, и управник на една иста амбуланта. Кога ќе се воспостави вака системот, секој пар кломпи се купени на посебна фактура. Ако тоа не е непланирање на јавното здравство, па и на приватното, јас не знам што е планот. Второ, медицинските сестри и помошниот персонал треба да бидат вработени конечно исто како лекарите на неопределено работно време, затоа што потребата од медицинска сестра, лаборант или болничар секогаш ќе ја има. Ние можеме одредени вработувања да не знаеме на колку време ќе бидат потребни.
потребни. Меѓутоа, лекар, медицинска сестра, чистач во болницата, апсолутно секогаш ќе требаат. Медицински сестри има многу помалку од бројот на она што треба. Треба да добијат колешки, но и подкрепа од хигиеничари, болничари, транспортери, луѓе кои што ќе работат во болницата, кои што ќе го пренесуваат знаењето на тоа како се добива здравје. Нашите болници веднаш треба да добијат нови луѓе, кои што ќе им помогнат на болните да оздрават, а не да им помогнат да умрат во болниците. За добра исхрана, например, треба да има готвачи, салатери, садомијачи, хигиеничари, диететичари, трпезарки. Колку многу професии се потребни за да се крени еден човек на нозе, да излези од болницата како човек, а не како пес. Грижата опфаќа и хигиена. Значи, на клиниката за онкологија нема кој да ги избања болните од карцином. Па знаете ли каква реја е таму? Срамота е во 21. век да немаме човек што ќе се грижи за изметот на болните. Треба да се воспостават служби за дежурства, домашни посети, патронажа. Ние имаме право лекар да не посети во домот кога не можеме да стигнеме да одиме на лекар за некоја потреба. Нам лекар треба да не лекува и ноќе, и за празники, во сабота, и за разни потреби. Акушерка е потребна за мало бебе, физиотерапевт за непокретен, медицинска сестра за оној кој редовно прима терапија. Каде се овие луѓе? Нам ни фалат премногу здравствени работници, не се само лекарите здравствени работници. Тие се еден дел од приказната, да, меѓутоа не целосен. Точно. Сето ова што го зборуваше точно, но како мислиш дека би се решили овие проблеми? Еве, јас лично сметам дека со државна интервенција, односно дека државата треба да вложи повеќе или најмногу во здравството, па потоа и во образованието, но тоа е друга тема. Како ти мислиш дека ние како граѓани треба да ги поставиме овие барања? Што треба да направиме? На кој начин да ги бараме нашите права во однос на здравството? Значи, нам ни е нужно потребен лекар или негувател како министер за финансии. Ете така ќе се реши проблемот со здравството. Дополнително, луѓето треба да разберат, ние како луѓе сме осудени еден ден да умреме. Проблемот е да се направи животот поквалитетен. Најверојатно нема никогаш да имаме доволно пари и финансиски средства за секој пациент да добие ново срце, имплант, замена на бели дробови и така натака. Меѓутоа, она што е важно е оние медицински интервенции кои се докажале како поевтини сега откако ќе се спроведат на некое ниво, а и подостапни за сите, да бидат достапни за секој. Затоа што суштината не е да се направи некоја најголема медицинска интервенција, некое врвно достигнување во Македонија, кога умираат луѓе од кила, од мозочен удар, од жолчка, така натака. Зборувам кога умираат луѓе што реално треба многу малку финансиски средства за да се спасат. Зборувам дека умираат луѓе од грешки, системски грешки. Оние што не може ни најспособниот работник да ги совлада. Печатот тука фали испратница, упат, фали решение и така натака. Ние можеби немаме пари за дел од врвната медицина. Меѓутоа, човечки ли е да ги оставиме 40.000 шеќераши секој први во месецот да се плашат дали ќе има инсулин или ќе нема инсулин. Луѓето со ретки болести. Ние исто така за луѓето со посебни потреби не го третираме исто тоа само како социјално прашање, а погрешно, тоа е и здравствено прашање. Можеби државата нема пари за да обезбеди најдобрите инвалидски колички, ама луѓето позајмуваат медицински инвалидски колички од болниците, патерици, купуваат, се трошат. Зашто?
Некои основни работи мора да бидат достапни за сите. Да не зборувам и да не навлегувам во онаа тема за дискриминација спрема ромите или спрема сиромашните. Точно. Борбата е она што треба луѓето да се видат едни со други и да разберат дека секој онај во чекалната има мака, меѓутоа луѓето околу нив, нивните придружници треба да разговараат помеѓу себе. Затоа што тој што чека болен во чекална не може да се бори за својата судбина. Оној здравиот што го придружува има обврска и должност да се бори за добробитта на болниот. И здравиот можно е еден ден да биде болен. Значи, ти тука зборува за солидарност со болните луѓе, солидарност која што во нашето општество е делно солидарност, особено со болни луѓе. Јас не би сакал да зборувам само за солидарност, сакам да зборувам за договарање помеѓу луѓето, односно сакам да зборувам дека високите даноци, прогресивната даночна стапка нема да дојдат самите. Треба да се договориме зашто ни е потребен прогресивен данок. Не само да кажеме ние сакаме подобро здравство. Оти можат да не убедат дека нешто е подобро и да не е. Подобро здравство е она кое што има многу луѓе кои што ќе се грижат за малку болни. Тоа е подобро здравство. Добро, Шиндре, како ти мислиш дека треба ние да действуваме превентивно за да го заштитиме заедничкото добро во случајот здравството? Нели сите лекари кажуваат дека превентивата е подобра од куративата. Меѓутоа како? Во оваа држава никој нема пари да се грижи за сопственото здравје, а не па превентивно да се грижи за здравјето. Значи, мене на вистина ми е повеќе страф од сметката, отколку од диагнозата. А немам ни 30 години. Замислете како му е на некој постар човек. За да можеме превентивно да почнеме да се грижиме за јавното здравје, она што го кажував и во претходната емисија и што сметам дека е важно да се повтори. Да почни секој еден да чисти. Одржувањето на хигиената е чекор кон подобро здравје. Да почни да го чисти сопствениот стан, влезот од зградата, дворот, улицата. Младите треба да го сторат тоа. Грижата за хигиената е дел од грижата за колективното здравје. Кога ќе видите вие дека некој се грижи за добробитта на сите, па и да не е моментално платен за тоа, сами ќе побарате тој човек да биде вработен, за да може се да тече како што треба. Превентивната грижа за здравјето, она што може секој ден да го направи, е грижата за пензионерот. Ги ограничивме пензионерите на еден час во денот да излезат, оние најкревките организми од човекот, што им треба сонце, им треба воздух, им треба социализација во оваа држава во која што никој не им обрнува внимание. Срамота е пензионерите сами да пазарат плячки. Па валјда има некој што може да им помогне, дали е сосед, дали е роднина, дали е не знам. Меѓутоа сигурно постои некој што треба да биде поттикнат некако да им помага. Грижата за колективното здравје е помош на оние родители кои што се влечкаат со 2-3 деца по улица, а ќе ги изгазат автомобилите. Можност тој да помени да стигне од едно до друго место читав, здрав. Да не одат со страф од домот до најблиската продавница. Тоа е грижа за колективното здравје. А по високите даноци, прогресивниот данок, особено на за што јас строго се заложувам, нема веднаш да дојде. Ќе треба низ низа на мали, ситни борби да научиме како да се грижиме еден за друг. Да. Да покажеме солидарност еден спрема друг. Добро, последно би те прашала што порачуваш ти за крај, се разбира како граѓанин, како пациент во случај за оваа ситуација?
Она што сакам во однос на здравието да го порачам за крај како пациент повторно, според мене здрав човек е онај кој е способен сам да си го извршува измет. А изметот се состои од атлетика, да може да се движи човекот здраво, целосно низ просторот. Не да е најбрз или најдобар или најсилен, туку да може сопствените потреби самостојно да ги извршува. Тоа е диетата. Оној кој што јаде за да не биде гладен, а не оној кој што јаде од далчност и од злоба само за да јаде. Еротиката. Оној кој има здрави сексуални односи и пракси. Духовноста. Оној кој сака да знае што прави. Како со себе си, така и со другите. Сите оние кои што се здрави треба да се борат за добробитта на болните. Во моментот кога некој ќе се разболи, ја нема таа опција да се бори за добробитта на другите. Меѓутоа, како што и кажав, битката со болеста е последна. Ние имаме многу битки да извојуваме додека да стигнеме да се грижиме некој целосно да се занимава исклучиво со болеста која што го обседна. Ви благодарам. И јас ти благодарам, Шиндре, за исцрпната и мотивирачката дискусија. Поти мислам дека тие што ќе гледаат оваа емисија креат мотивирани понатаму да се борат за здравството. Почитувани гледачи, ви благодарам и вас и не заборавајте дека здравството е право, а не привилегија. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.